Во кои земји најдолго трае годишниот одмор? Одморите никогаш не се доволни и малку се оние кои доброволно се одрекуваат од нив. На веб страницата Employment Law, која се занимава со вработување, се спроведе истражување во 25 земји за бројот на денови за одмор на кои вработените имаат право. Австрија е прва според многу добри работи, па дури и за должината на годишни одмори. Вработените во таа земја можат да одмараат до 40 работни дена, што секако им се исплаќаат. Со Австрија, Германија, Франција и Данска исто така се рај за работниците. Ако на годишните одмори се вклучат државните празници кои се платени, жителите на овие земји можат да поминат скоро 2 месеци годишно на одмор. Бразил, Велика Британија, Австралија и Чешка исто така се на врвот. Интересно е што на дното на оваа листа е Америка, каде одмори постојат, но не се платени. Америка е сосема различен систем од сите други во кој има многу флексибилни опции. Таму луѓето заработуваат многу повеќе и сами одлучуваат колку долго ќе бидат на одмор. Во некои земји платените одмори траат 15 дена, при што работниците имаат така наречени стимулативни денови. Ова значи во пракса дека ако некој има добри перформанси, бил продуктивен и ефикасен на работа, тој би можел и да ги искористи тие денови. Во просек се околу 15. Во Македонија законски годишниот одмор трае најмалку 20 дена, право кое се стекнува по 6 месеци непрекинато работење кај ист работодавач.